И денеска Комисијата за труд и социјална политика во Собранието расправа за точка на дневниот ред која се однесува на предлог на закон за изменување на Законот за работните односи во прво читање, односно продолжување на породилното отсуство да се продолжи од 9 на 12 месеци за мајките кои ќе родат по едно дете, а за оние кои ќе родат близнаци или повеќе деца породилното да трае 18 месеци. Пратеничката Нола Исмаиловска Старова од ВМРО-ДПМНЕ денеска изјави дека новата влада не ги исполнува предизборните ветувања, дадени пред граѓаните и дека се обидува да ги задуши граѓанските иницијативи. Социјалдемократскиот сојуз ги лажеше граѓаните во предизборната кампања, ги лаже и денес. Пред 2 недели велеа дека од процедурални причини не може да се продолжи породилното отсуство, но вчера стана јасно дека за тоа излажале. Очигледно новата влада нема капацитет да излезе во пресрет на барањата на граѓаните и да ги исполни своите ветувања. Имено вчера во медиумите се појави изводок од нацрт записникот од 7-та седница на владата на Република Македонија, каде новата министерка за труд и социјална политика Мила Царовска информира дека треба да се завземе негативен став и го одби барањето за продолжување на породилното отсуство поради наводни финансиски импликации. На овој начин Царовска и СДСМ очигледно се обидуваат на секој можен начин да ја задушат граѓанската иницијатива, иако во предизборието наголемо ветуваат дека тие граѓански иницијативи секогаш ќе ја имаат нивната поддршка. Од ВМРО-ДПМН исто така се надеваат дека Министерството за труд и социјална политика ќе изнајде начин да се издвојат финансиски средства за продолжување на породилното отсуство. Од СДСМ пак не гледаат ништо друго освен популизам. Сметам дека министерката, новата министерка од труд и социјала, дека ќе размисли, дека ќе направи интервенција во буџетот на труд и социјална политика, ќе се изборе во владата да се одделат средства за да може ова барање на граѓаните, на младите мајки да биде задоволено. Бидејќи како што и самите кажуваат, тие се борат за живот во Македонија, животот дојде во Македонија, еве, како што кажуваат, а овие млади мајки се дел од животот и тие се дел од животот во Република Македонија. Можам да ви кажам дека дури сега конечно се вративте во реалниот свет и видовте колку работи за 11 години од вашето владење можете да направите како пратеници точно за таа група на млади мајки, а не ги направивте. Тогаш имавте други некои обврски да удоволувате на закони кои што ви ги налагаше власта, предводена на сегашниот колега Никола Груевски. Наместо да се занимавате со реалните проблеми, точно во сферата на Законот за работни односи, да ги заштитите младите мајки, да бидете малку поагилни во однос на нивните потреби, меѓутоа и да ги почитувате и да ги поддржувате граѓанските иницијативи. Иницијативата за продолжување на породилното отсуство претходно беше поднесена од граѓанска иницијатива, а откако истата не влезе во собраниска процедура поради технички грешки, повторно беше поднесена од страна на пратенички од ВМРО-ДПМНЕ. За истата следната недела ќе има јавна расправа организирана од Комисијата за еднакви можности за мажи и жени, заедно со експерти и сите засегнати страни.